белешка и добро што се согласуваме за многу работи, особено за здравието и за животната средина. Моето прашање е доколку навистина постои ваков грант. Верувам дека постои, бидејќи се дава многу средства сега ќе се даваат од Европа за животна средина, а особено голем е фондот кој што се отвара и во рамките на помошта на Западен Балкан, кој што треба да влезе, значи, конкретно во однос на животната средина и одржлив транспорт, кој што не треба да загадува. Но мојата дилема сега, вие имате дилема, ама јас имам дилема, дека ние трета година поред го поднесуваме амандманот и 3 години поред, ајде не се 3, за минатата година сум сигурна, за претходната не сум, но 2 години поред го добиваме истото образложение. И јас не знам ако е вистина тоа што велите, еве и заменикот министер како што вели дека се планира, дека се одвојуваат средства, зошто тогаш повторно ќе го спомнам извештајот на Европската комисија, вели дека во 2024 година треба да се направи систем за управување со отпад. Сега тука вели во источниот и североисточниот регион, тоа е една препорака, втората препорака е да се спроведе договорот од Париз. Значи има повеќе препораки, но штом Европската комисија го спомнува ова како проблем кој што треба да се реши во 2024 година, тоа значи дека и минатата година ако имало грант, тој грант не знаеме каде отишол, бидејќи проблемот не е решен. Да, имаме грантови, постојано се добиваат грантови, се задолжуваме на име на животна средина, но проблемите не се решаваат. Ако беа решени проблемите, ќе се видеше тоа. И немаше да се даваат амандмани. Јас пак ќе кажам, јас не сум експерт од животна средина. Меѓутоа, сакам да ги слушам граѓаните и оние кои што знаат. Нив ги слушаме. Ова се нивни предлози. Така да, ви благодарам за дополнувањето, се надевам дека ќе биде успешно потрошен тој грант за вистинската намера, но досега ние не сме убедени за тоа, бидејќи, ка кажам, втора година поред го даваме истиот амандман. Минатата година истото образложение го имаш. Затоа е тука недовербата голем. Ви благодарам.